Како го толкувате ставот на социјалдемократите кои рекоа дека е лицемерен потегот пратениците што ќе ги добијат парите за кампања да ги пренаменат за реновирање на училиште во Тетово, тоа го објави лидерот Мицкоски? Ви благодарам. Па СДСМ мора да биде поинвентивен затоа што вака не престанува да си дава автоголови. СДСМ нема право да зборува за лицемерие, бидејќи со лицемерие и дојдоа на власт. Тоа е партија која што велеше дека со пенкало урнала режим, а сега со истото такво пенкало ја запечатува иднината на државата, менувајќи го нејзиното име и откажувајќи се од македонскиот идентитет. СДСМ е партија чишто лидер е аболиран за случај каде што постоеше сомнение за криминал од 8,5 милиони евра и ослободен од партизираното судство за случај за подкуп од 200.000 евра. Судот го ослободи, но снимката, како страствено премиерот бара пари, останува. СДСМ дојде на власт со ветување дека нема да има смртни случаи во здравството заради негрижа, но во здравството заради негрижа умираат луѓе секојдневно. Ветуваа дека нема да се задолжуваат, но задолжувањето достигнува енормни граници. Ветуваа дека ќе работеле домаќински, а сумата од 670.000 евра за цвеќиња, која што планираат да ја истрошат, кажува нешто сосема друго. Сето ова не може да се опише поинаку освен со лицемерие. А лицемерието така станува второ име за СДСМ и за Зоран Заев. Што се однесува до самиот предлог за пренамена на средствата за референдум, сметаме дека наместо скапи кампањи за референдумот, образованието мора да има предност. Подобро е едно направено училиште, отколку скапи кампањи платени со државни пари. Дали ова доволно? Купиле Мицкоски нов автомобил, што марка? Не, се извинувам, таквите информации се лажни. Председател Христијан Мицкоски се вози во постар модел на Passat и тоа негов личен автомобил. А доколку ги интересира и ви интересира околу снабдувањето со нови возила, може да проверите дали, да речеме, градоначалникот Шилегов се подновил со 2 нови Аудија во текот на летото. Така, ви благодарам.